Согласно член 35 од Статутот на општина Битола, свикувам седница на Комисијата за финансии и буџет на Советот на општина Битола со предлог на следниот дневен ред. Прва точка, завршна сметка на Средно општинско економско училиште Јане Сандански Битола за 2025 точка. Втора точка, одлука за давање на деловен простор во објект број 2 на 5 години во закуп со електронско јавно надавање во село Ротина, собственост на општина Битола. Трета точка, одлука за давање на деловни простори на 4 години во закуп со електронско јавно надавање во Северна трибина, стадионот Петар Милошевски. Четврта точка, одлука за давање на деловен простор на користење без надоместок во објект на урбана заедница Коле Лачето на улица Партизанска безброј на 5 години на Сдружение на граѓани ресурсен центар на родители за деца со посебни потреби, подружница 2 Битола, собственост на општина Битола. Пета точка, одлука за давање на стан на улица Павел Шатев број 4/2/19 во Битола на 5 години во закуп со електронско јавно надавање, собственост на општина Битола. Шеста точка, одлука за прифаќање и давање на трајно користење на движни ствари на општина Битола, ТПП Битола. Седма точка, одлука за давање на користење без надоместок на недвижна ствар канцеларија на собственост на општина Битола на ФК Баер Спорт Битола. Осма точка, одлука за примање на движни ствари од Министерството за социјална политика, демографија и млади на детска градинка Естреја Вадија Мара на од правното лице Нотикс ДОО. Девета точка, одлука за примање на движни ствари од Министерството за социјална политика, демографија и млади на детска градинка Естреја Вадија Мара, Битола, клонови Пролет, Мајорот, Снеголка, Росица, Колибри, Росица 1, Колибри 1, Пролет 1 и Пинокио. Десета точка, одлука за примање на движни ствари од Министерството за социјална политика, демографија и млади на детска градинка Мајски цвет Битола од правното лице Нотикс ДОО. 11 точка, одлука за примање на движни ствари од Министерството за социјална политика, демографија и млади на детска градинка Мајски цвет Битола, клонови Мајски цвет, Куца Василиева, Славејче, Качунка, Кокиче и Звездички. 12 точка, одлука за примање на донација за изработка на урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за ГП 1.1 од ДУП за комплекс болници Битола, општина Битола, изработка на проектна програма и урбанистички проект. 13 точка, одлука за примање на донација за изработка на техничка документација, основен проект за реконструкција на објект детска градинка и училиште во населба Буковски ливади за постигнување енергетска ефикасност. 14 точка, одлука за давање согласност на градоначалникот за подпишување на меморандум за разбирање со секретаријатот на енергетската заедница и општина Битола. 15 точка, решение за давање согласност на одлуката за измена на ценовникот за изведување на градежни работи на КЈП низ градова Битола за потребите на општина Битола, санација на гранитни плочки за улица Широксовк и Стара Чаршија Битола. 16 точка, решение за давање согласност на одлуката за утврдување на месечниот надоместок за користење на објектот Е24 полигон врз основа на решение за утврдување на највисок износ на надоместок за користење на сообраќајните автодроми и полигони од страна на испитните центри КЈП низ градова Битола. Кој е за вака предложениот дневен ред? Со 5 гласа за, едногласно усвоен дневниот ред. Преминуваме на првата точка, завршна сметка на Средно општинско економско училиште Јане Сандански Битола. Повелете, тука е представникот. Ви благодарам. Средното општинско економско училиште Јане Сандански Битола за 2025 година активно работи со 4 жиросметки. Сметката 903 наменски блок дотации, каде што вкупните приходи по основ на блок дотација од општина Битола се 41.748.661 денар. Во делот на расходи по трошоци по основ на основни плати на вработените, придоноси за социјално осигурување, надоме за годишен одмор, комунални услуги, материјали и ситен инвентар, поправка и тековно одржување, договорни услуги, други тековни расходи, разни трансфери, купување на опрема и машини, други градежни објекти, како и купување на мебел. Односно вкупни трошоци 41.748.661 денар. Сметката 787 самофинансирачки активности, вкупните приходи 1.280.190, во делот на расходи по основ на трошоци на патни и дневни расходи, комунални услуги, грејење, комуникација, транспорт, материјали и ситен инвентар, поправка и тековно одржување, други договорни услуги, други тековни расходи, купување на опрема и машини, купување на мебел, како и вложување во нефинансиски средства. Односно вкупните расходи 475.208 денари. Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на сметката самофинансирачки активности е во износ од 804.982 денари, кој износ се пренесува како приход, односно како почетно салдо на жиросметката
за 2026 година. Сметката 78537, донаторска Еразмус плюс К210, вкупните приходи 93.337, во делот на расходи, трошоци по основ на патни и дневни расходи, материјали и ситен инвентар, други договорни услуги, тековни расходи, во износ од 89.810. Разликата помеѓу приходите и расходите на донаторската сметка 78537 е во износ од 3.527 денари, се пренесува како приход, односно како почетно салдо на жижо сметката за 2026 година, и сметката 78541, донаторска Еразмус К210 Чешка, вкупните приходи 2.836.637. Извршен е поврат на средствата во Национална агенција за европски образовни програми, бидејќи проектот не се реализира и заклучно со 31.12. оваа сметка е во целост затворена. Повелете доколку имате прашања по основ на... Дали има некои прашања? Доколку нема, ви благодарам. Ве повикувам да гласаме за оваа точка. Три за, 1 против. Констатирам дека точката е усвоена. Преминуваме на точка број 2. Одлука за давање на деловен простор во објект број 2 на 5 години во закуп со електронско јавно надавање во село Ротино, собственост на општина Битола. Представникот е тука, повели. Почитувани, се работи за давање, како што рече председател, за деловен простор во објект број 2 на 5 години во закуп со електронско јавно надавање во село Ротино, во задружниот дом, деловна просторија во објектот 2 со површина од 69 квадрата. Што ви е во одлуката образложено. Благодарам. Дали има прашања? Доколку нема, ве повикувам да гласам. Три за, 2 воздржани. Констатирам дека втората точка е усвоена. Минуваме на трета точка. Одлука за давање на деловни простори на 4 години во закуп со електронско јавно надавање во северна трибина од стадионот Петар Милошевски. Представникот е тука, повели. Со оваа одлука се дават деловните простори на стадионот Петар Милошевски на северната трибина во долниот дел, собственост на општина Битола. Дали има прашање? Гаговски, повели. За која намена се деловните простори? Тоа е деловна просторија. Значи тоа е од цел деловен простор се работи за повеќе простори, се дават како деловен простор намена. Дали има други прашања? Доколку нема, преминуваме на гласање. Три за, 2 воздржани. Констатирам дека третата точка е усвоена. Минуваме на четврта точка. Одлука за давање на деловен простор за користење без надоместок во објект на урбана заедница Коле Лачето на улица Партизанска безброј Битола на 5 години на Сдружение на граѓани и ресурсен центар на родители за деца со посебни потреби подружница 2 Битола, собственост на општина Битола. Представникот е тука, повели. Овој деловен простор се дава на користење без надоместок, како што кажавте, на Сдруженијето на граѓани, ресурсен центар на родители за деца со посебни потреби, подружница 2 Битола, во урбаната заедница Коле Лачето на улица Партизанска. Безброј. Прашање дали има? Повели. Имам неколку прашања. Првото, дали има некој во оваа местна заедница во моментот? Во моментот во оваа местна заедница нема никој. Значи, зборуваме за местната заедница на Партизанска, така? Да. Дали тука не се наоѓа ресурсниот центар за слепи лица? Пошто на ресурсниот центар за слепи лица договорот им е поминат, така да тие веќе не се закупци на овие простори.
под прашање, што ќе се случи со тие лица? Со тој ресурсен центар? Не сум запознат со што ќе се случи. Ајде сега уште едно подпрашање. Дали знаете дека таа месна заедница е реконструирана со пари од Американската амбасада, со програмата на USAID и UNDP во висина од над $100,000, пред кои е подпишана обврска дека тој објект ќе биде за намената за кој се дадени финансиските средства. За прашање ќе добиете на писмено. Добро. Пошто пишува во точката дека е собственост на општина Битола, прашувам за во овој објект досега кој ги плаќаше сметките за струја, вода и комунали? За струја, вода... Дали општината Битола или ресурсниот центар? Па, согласно договорот, ресурсниот центар беше обврзан да ги плаќа сметките и останатите реждиски трошоци. Добро, значи сега кажувате дека договорот е завршен со ресурсниот центар и што понатаму не се знае, останува празен тој простор во месната заедница, така? Повторете уште еднаш. Значи, како добро што ве разбрав, договорот со ресурсниот центар за слепи лица заврши. Да. Не се знае што понатаму со тој ресурсен центар. Едноставно просториите во оваа месна заедница остануваат празни и предлагате да се дадат на користење на друг ресурсен центар. Да. За родители за деца со посебни потреби. Да. Добро, ви благодарам. Дали има други прашања? Доколку нема, преминуваме на гласање. Четири за, еден воздржан. Констатирам дека четвртата точка усвоена. Преминуваме на петта точка. Одлука за давање на стан на улица Павел Шатев на 5 години во закуп со електронско јавно надавање собственост на општина Битола. Представникот е тука, повели. Со одлука се дава стан на улица Павел Шатев 4/2/19 во Битола на 5 години во закуп со електронско јавно надавање собственост на општина Битола. Дали има прашање? Повели. За каква намена се издава станот? Па тоа е собственост на општина Битола, секој може да на објавата да конкурира за овој стан. Намена на станот е стамбено објект за живење. Дали има други прашања? Доколку нема, преминуваме на гласање. Четири за, еден воздржан. Констатирам дека петата точка усвоена. Минуваме на шеста точка. Одлука за прифаќање и давање на трајно користење на движни ствари на општина Битола, ТПП Битола. Тука е командирот, повели. За оваа одлука е за прифаќање на донација од Дирекцијата за заштита и спасување на 20 ПП на партњачи и 20 противпожарни метли за гаснење на шумски пожари. Благодарам. Дали има прашање? Доколку нема, преминуваме кон гласање. Пет за. Констатирам дека шестата точка е усвоена. Преминуваме на седма точка. Одлука за давање на користење без наdomесток недвижна ствар канцеларија во собственост на општина Битола на ФК Бајер Спорт Битола. Представникот е тука, повели. Со оваа одлука се дава на користење канцеларија на фудбалскиот клуб Бајер Спорт за нивно нормално функционирање. Благодарам. Дали има прашање? Доколку нема, преминуваме кон гласање. Едногласно констатирам дека седмата точка е усвоена. Минуваме на осма точка. Одлука за примање на движни ствари од Министерство за социјална политика, демографија и млади на детска градинка Естреја Вадија Мара од правното лице Нотикс ДО. Мој предлог е, бидејќи се работи за дидактички материјал, дали може овие 4 точки заедно да ви ги образложам? 8, 9, 10 и 11. 8, 9, 10 и 11. Дали има некој против овие точки да се разгледуваат заедно? Бидејќи нема, повелете за сите 4 точки. Значи се работи за донација од Министерството во дидактички материјал во вредност од 562.000
834 денари и се однесува за двете градинки, значи Естра Вади Амара и Мајски цвет. 4 одлуки се бидејќи дополнително ни стигна на два пати ни стигна значи донацијата и се од различно правно лице. Првата е од Notix, а втората е од Kikoland. Конкретно за каков дидактички материјал се работи, имате значи во самите пропријатни материјали, значи тука влегуваат огледала инклузија на бесконечност, конвексни огледала крилни 4. Едната донација, другата се работи за индијански шатор, продувалка за моторни вештини, продувалка за транспорт, штафелаи, боички, абакус, значи тоа се некои дрвени шини, металофони, звончиња, се она што ми е потребно нели на градинките. Им ги дава на користење на градинките, ми тоа ги примаме ние како донација, потоа ги даваме на трајно користење на двете градинки. Благодарам. Дали има некои прашања? Толку нема, преминуваме кон гласање на точка број 8. Едногласно констатирам дека точка број 8 усвоена. Преминуваме на точка број 9, исто кон гласање. Констатирам дека точка број 9 е едногласно усвоена. Точка број 10, исто не беше презентирана. Едногласно констатирам дека точка број 10 е усвоена. Точка број 11. Едногласно констатирам дека е усвоена 11-та точка. Преминуваме точка број 12. Одлука за примање на донација за изработка на урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за ГП1.1 од ДУП за комплекс болници Битола, општина Битола, изработка на проектна програма и урбанистички проект. Тука имаме представник, повелете, од јавното предпријатие. Па согласно дејноста и надлежностите на јавното предпријатие ќе се изработи урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за градежната парцела 1.1 од ДУП за комплекс болници. Покрај урбанистичкиот проект и планска програма. Благодарам. Дали има прашања? Долку нема, ве повикувам да гласа. Едногласно констатирам дека точка број 12 е усвоена. Точка број 13. Одлука за примање на донација за изработка на техничка документација основен проект за реконструкција на објект детска градинка и училиште во населба Буковски ливади за постигнување на енергетска ефикасност. Представник имаме Саравска, повели. Добар ден, значи со цел да се постигне поголема енергетска ефикасност на објектот во Буковски ливади, кој воедно е објект и на градинка и училиште, каде што во минатата есен беа поставени топлински пумпи за зачувување нормално на топлината, потребно е да имаме енергетски ефикасна фасада. Од тука ќе добиеме донација за изработка на техничка документација, според која понатаму ќе биде од наша страна распишан тендер за поставување на нова енергетски ефикасна фасада на овој објект. Благодарам. Дали има прашања? Долку нема, преминуваме кон гласање. Едногласно е усвоена 13-та точка од дневниот ред. Точка број 14. Одлука за давање согласност на градоначалникот на општина Битола за потпишување на меморандум за разбирање помеѓу секретаријатот на енергетската заедница и општина Битола, Саравска, исто тука повели. Енергетската заедница, односно секретаријатот на Energy Community распиша оглас на кој што може да се пријават сите општини од Западен Балкан и на среќа тука избрана единствена општина Битола и општина Елбаса на територијата на цел Западен Балкан. Секретаријатот оформува центар за забрзување на обновливи извори на енергија. Преку овој проект всушност Битола треба да добие со нивна помош и експертиза поголемо мапирање на објекти кои што во иднина би биле потенцијали за зголемени поставувања на фотоволтаици. Тука не зборувам само на објекти од училиште и градинки, туку зборувам да речеме и во иднина за потребите на јавното предпријатие Водовод, кои што имаат пумпни станици и се друго, каде што фотоволтаиците се неопходност за намалување на електричната енергија, или во иднина да кажеме доколку се добие исто така и проектот за пречистителната станица, тука ќе биде потребно поставување на фотоволтаици со голем капацитет. Благодарам. Дали има некои прашања? Долку нема, повикувам да гласам.
Едногласно е усвоена точка број 14. Преминуваме на 15 точка. Решение за давање согласност на одлуката за измена на ценовникот за изведување на градежни работи на КПН Соградба Битола за потребите на општина Битола, санација на гранитни плочки за улица Широксоак и Стара Чаршија Битола. Директорот е тука, повели. Тука станува збор за промена на ценовникот, бидејќи има пораст на набавните цени и веќе мислам набавната цена со цената која што ние имаме према општина Битола се скоро идентични и затоа мораше да се направи конекција. Со последниот тендер цените пораснаја значително и затоа мораше да се направи минимална корекција од 10% на старите цени со новите, да кажам. Благодарам. Дали има прашања? Долку нема, повикувам да гласам. 3 за, 2 воздржани. Констатирам дека 15-та точка е усвоена. Точка број 16. Решение за давање согласност на одлуката за утврдување на месечниот надоместок за користење на објектот Е24 полигон врз основа на решение за утврдување на највисок износ на надоместок за користење на сообраќајните автодроми полигони од страна на испитните центри КПН Соградба Битола. Тука директорот повели. Значи, тука станува збор за измена на веќе постоечката цена, која што Советот ја има донесено некаде 4-ти месец оваа година, така да на 30 јуни 26 година во службен весник број 143 излезено е ново решение за утврдување на највисокиот износ на надоместок за користење на сообраќајните автодроми полигони од страна на испитните центри и во член 1 е дефинирана цената каде што кажува за населени места кои бројат над 60.000 жители, максималната цена е 10.000 денари. Ние со ова одлука бараме од Советот да биде 10.000 денари заедно со се вклучен ДДВ. Значи не одиме со максималната, него да кажем во максималната цена го ставаме и данокот на да речеме на наш трошок. Значи, заради тоа е неопходно усогласување согласно последните измени кои што Министерството за внатрешни работи ги објави во службен весник на Република Македонија број 143. Благодарам. Дали има некои прашања? Повели. Која беше претходната цена, директор? Сега ќе ви кажам, претходната цена беше 300 денари за Б категорија по кандидата, 400 денари за С и за Д категорија. Така да со ова драстично се намалуваат трошоците на испитните центри. Значи нема да поскапат автошколите, туку ќе намалат, така? Значи, или обратно? Дали сте имале... Не станува збор за автошколи, овде станува збор за испитен центар. Значи користење на полигонот во време на полагање на вожња. Мислам на полигон. Так. Добро, фала. Дали има некои други прашања? Долку нема, ве повикувам да гласам. 3 за, 2 воздржани. Констатирам дека 16-та точка од дневниот ред е усвоена. Со тоа дневниот ред за оваа комисија е исцрпен и истата ја затворам. Ви благодарам на сите за присуството.